Петар го има следното прашање и вели зошто кога пиеме алкохол се прејадуваме и како да го избегнеме тоа. Петар, прво не се прејадуваме, туку се прејадуваш, но ќе ти кажам како да го избегнеш тоа. И да, знам точно за што зборуваш, затоа што ова појава е многу честа кај многу луѓе, не само да се прејадуваат после пиење, туку на самото време на додека се одвива, нели, пиењето на алкохол, да се консумира доста голема количина на храна, која што ние во ова поднебје го викаме мезење. Научно, ако гледаме што се случува, има едни неврони, тип на неврони, кои што се викаат AGPR или AGPR. И тие неврони науката нашла дека кога има во телото одредени токсини, како што е алкохолот, затоа што на крај на денот алкохолот кога се внесува повеќе од една чашка и нагоре, веќе преминува во токсично нешто во нашето тело. Прва работа се активираат тие неврони кои што потегнуваат да мозокот смета дека сме во рестриктивен мод, а тоа значи дека побарува храна. И затоа многу често внесуваме храна која што изобилува со масти и со шекери. И свесни сме секој од нас дека процесирана храна е најубавото нешто после пиење на алкохол или за време додека пиеме алкохол. И затоа во кафаните, нели, најчести продукти кои што се нарачуваат се поховани даски, помфрити, пици, теста и така натаму, а после пиење на алкохол или излегување во град се завршува во пекари, сендвичари, пицерии, бидејќи повторно таму те води мозокот. Втората работа која што е причинител е црниот дроб, кој што кога има токсини во телото, тие му се приоритет да ги ракува и да се справува со нив. И кога има големи количини на алкохол во системот, на еден начин црниот дроб ги запоставува останатите можеби функции кои што не се во приоритет, а тоа значи и обработка на одредени шекери, за да се создава енергија, гликоза, да имаме во телото во доволни количини и повторно во такви недостатоци повторно се алармира нашето тело да посегнува по процесирана храна, бидејќи мозокот многу добро знае каде има брза енергија, каде има брз шекера. Тоа се грицки, благо, теста, енергетски пијалоци и сокови. Така да, тоа е причината. Ако сакаш да ја избегнуваш, нели, најдобриот начин е да не претеруваш со алкохол, но тоа е еднаш многу кажано, нели, најфиниот начин, затоа што да не се лажеме, мислам, ниту па ја би го исклучил комплетно алкохолот, да бидам искрен, и јас сакам да се опуштам во друштво, но има начин како да си помогнеш, а тоа значи што ќе направиш пред да почнеш да пиеш алкохол. Најдобрата комбинација, ако гледаме од нутритивно ниво, е да јадеш оброк кој што има добри количини на протеин и на растителни влакна, бидејќи тоа придонесува за побавно ослободување на гликоза во крвта, на шекер, да се осеќаш посит и да не се случи оваква хаварија како што вообичаено се случува со прејадување за време на пиење на алкохол. Затоа јас имам ритуал кој што можеш да го примениш и ти да го прифатиш, а тоа е да, не знам, мојот ритуал лично е јогурт или грчки јогурт со овес, една цела банана и 2 до 3 јајца, варени најчесто, бидејќи таквиот состав носи и доволно протеин и доволно извор на влакна поради овесот и доволно извор на масти, и тоа е нешто кое што јас го правам за да си помагам, за да не се прејадувам, бидејќи навистина знае да внесуваме големи количини на калории. Ако го земеш и самиот алкохол, во 1 грам има 7 калории, да не зборуваме се што ќе измезиме и ќе изедеме за време на пиење или после пиење. Така да, тоа е мојот совет, Петар.